По налог на јавниот обвинител за организиран криминал Јован Илиевски, утрово од општина Струмица одземени се 2 општински компјутери, а десетина лица вработени во општината, но и членови на СДСМ, меѓу кои актуелен советник во Советот и координатор на изборен штаб, биле повикани на распит. Обвинителството се сомнева за сторени изборни измами и купување гласови за време на претседателските избори пред 2 години во општина Струмица, зашто обвинителот Илиевски отворил истрага. Акцијата се случила утрово, кога истражители од обвинителството за организиран криминал влегле во општината и ги заплениле компјутерите, а со дел од вработените разговарале. Распите е вршени со локални функционери на СДСМ за индициите за изборни измами. Веста ја потврдија од СДСМ, а од општина Струмица не излегоа со информација за утринските случувања. Од СДСМ велат дека акцијата е доказ дека институциите функционираат по партиска директива на ВМРО ДПМН. Денешниот обид на партиските обвинителско-судски структури во Република Македонија не се ништо друго, туку неуспешен обид на Никола Груевски да избега од сопствениот изборен криминал и изборниот криминал на неговите соработници. На Никола Груевски му е јасно дека паѓа од власт на следните избори. Тоа ќе му го испорачаат токму граѓаните на Република Македонија на следните избори кои што мора да бидат слободни, фер и демократски. Каква и да е оваа акција и што во себе содржи како содржина, што во себе содржи како бројка, не е ништо друго туку обид да се измести темата од фактичкиот изборен криминал на ВМРО ДПМН. Токму затоа ова го спроведуваат партиските структури во обвинителството и судството. Информацијата ја потврдија и од јавното обвинителство. Оттаму информираат дека во рамките на предистражна постапка поврзана со кривични дела против изборите и гласањето, во соработка со МВР, денеска во општина Струмица била спроведена акцијата. Акцијата била со цел да се прибират материјални докази, неопходни за утврдување на фактичката состојба при спроведување на претседателските и парламентарните избори во 2014-та. Според нив, во акцијата биле одземени општински компјутери, а на разговор биле повикани повеќе лица, претежно гласачи.